Најпрво добар ден на сите и благодарам на сите медиуми што одвоија време денес да бидат присутни тука со нас. И драго ми е заедно што со министерката Тренчевска, градоначалникот Комненовиќ, директорката Пигуловиќ, денес ја отвараме конечно првата градинка во Чучер Сандево, нешто што на граѓаните на Чучер Сандево им било ветувано пред секои избори, меѓутоа никој не го направил тоа до сега. А обврска на владата е и на Министерството за труд и социјална политика заедно со општината да обезбеди претшколска возраст за децата и затоа и денес се потврдува уште едно правило дека не треба да има избори за да се отвори градинка или било каков друг инфраструктурен проект. И затоа сакам да им честитам и на сите деца, на сите родители од Чучер Сандево, кои што ќе можат овој прекрасен нов објект да го користат за претшколска возраст и за згрижување на децата. Денес практично го остваривме сонот на Чучер Сандево да имаат нова градинка која може да згрижи 110 деца. Радува фактот што тука се запишани веќе 70 деца кои никогаш до сега не оделе во градинка. До сега децата од Чучер Сандево мора да одат во градинките во општина Бутел и конечно може да одат тука, но радува фактот што најголемиот дел од децата до сега не биле во градинка, што значи дека нивните родители сега ќе имаат повеќе простор за да ги извршуваат своите работни обврски. Владата останува упорна во намерата на децата да им обезбеди најдобри услови за раст и развој, без разлика дали живеат во урбани или во рурални средини. Сите деца подеднакво се важни и затоа за прв пат овозможивме градинки да се отворат во 10 населени места, а клонови на јавни установи за предучилишно воспитание да се отворат во 17 населени места досега. Со отварањето на предучилишните воспитно-образовни установи не се решаваат само проблемите на родителите за згрижување на децата, туку се вложува и во унапредување на социјалниот, интелектуалниот и физичкиот развој на децата. Владата предводена од СДСМ досега има дадено подршка да се отворат 73 градинки. До крајот на годината ќе отвориме уште 10, а идната година ќе следат уште 15 градинки. Не ги заборавивме воспитувачките, негователките, техничкиот персонал и сите оние кои што професионално и одговорно се грижат за децата. И затоа во текот на изминатите години платите им беа зголемени за 21%, а само со последното зголемување од септември тие се зголемени за 15% на сите вработени во оваа дејност. А со законот за минимална плата покачување доби и техничкиот персонал. Предучилишните установи се клучот за социјализација на децата и затоа ги повикувам сите општини кои што сакаат да аплицираат за изградба на нови предучилишни објекти и установи, дека може тоа да го направат, односно да аплицираат преку Министерството за труд и социјална политика. Предучилишното образование е исклучително важно и сите треба да бидеме одговорни и да водиме сметка што е подобро можно за децата. Наша должност е да обезбедиме најдобри услови за престој на децата во градинките и за да се оствари таа намера, ние како влада финансиски ќе помогнеме на секоја општина која што има потреба и која што ќе има и желба и проект тоа да го направи. Со вложувањето во нови градинки се отвораат и нови работни места, што значи и економски развој во општината или населеното место. Создаваме нови услови за граѓаните да гледаат можност за просперитет и за развој за себе и за своите деца онаму каде што живеат, а не да мора или да размислуваат еден од родителите да седи дома или детето да го носат во друга општина, во градинка, како што беше примерот со Чучер Сандево. Јас верувам дека граѓаните ги ценат овие напори на владата да се овозможи квалитетен живот на сите подеднакво и секогаш ќе постојат некои кои од своји лични побуди тоа ќе го оспоруваат. Но не може да се оспорат факти и не може да се оспори зголемувањето на минималната плата, покачувањето на пензиите, покачувањето на просечната плата или отварањето на толкав број на градинки само во текот на оваа година. Владата не заборави никого, финансиски ги поддржавме најранливите категории на граѓани, самохраните родители, социјалните случаи, пензионерите со најниски пензии и други категории на граѓани да не ги набројувам. Со субвенционирањето на струјата, граѓаните плаќаат за 5 пати помали сметки од тоа што би го плаќале доколку не е субвенцијата на државата на сметките за електрична енергија.
За стабилизирање на цените на основните прехранбени производи, дадовме субвенции на компаниите кои што произведуваат основни прехранбени производи, а тука се млекото, месото, јајцата и други основни производи. Обезбедивме и субвенции за земјоделците во рекорден износ оваа година и исплативме се што имаше за останато дури од 2015 година. Со антикризните мерки за стопанството обезбедивме и зачувување на работните места и спречување на затворање на компании и пропаѓање на бизниси. И енергетската криза, како што каже и градоначалникот и како што јас повторувам, нема да биде пречка за училиштата, градинките, болниците да немаат грејење и струја. Туку напротив, децата, болните, просветните и здравствените работници мора да ги имаат потребните услови. Владата овозможи просветните и здравствените установи да имаат поевтина струја со најновите антикризни мерки. Граѓаните че ценат кој што направил, а не кој што кажал, бидејќи со години се изнаслушаа разноразни празни ветувања. Граѓаните на Северна Македонија заслужуваат квалитетен живот и европска перспектива за нив и за нивните деца. И оваа земја, можам слободно да кажам, дека има голем потенцијал. Јас исправено стојам пред сите предизвици. Северна Македонија да стане економски силна и стабилна држава, полноправна членка на Европската Унија. Тоа им го должиме на граѓаните и тоа најмногу им го должиме на децата. Со отворање нови градинки на децата им обезбедуваме среќно детство, но должни сме да им обезбедиме и среќна и просперитетна европска иднина. И од тоа нема отстапување. Посакувам многу радосни денови во новата детска градинка. Сакам да се радуваат тука децата и родителите и целиот персонал кој што тука ќе работи и како што се вели на отворање на секоја градинка, нека е за убаво. Ви благодарам.